Добар ден, драги ученици! Јас се викам Билјана Начовски и сум наставник по француски јазик во Основното училиште Свети Климент Охридски во Делчево. Денешнава наставна единица, придавки со две форми, е наменета за учениците од 7 одделение. Кои се целите на овој час? Да се запознаеме со придавките кои имаат две различни форми во машки род и да ги пременуваме во соодветни вежби. Les adjectifs à deux formes. Во францускиот јазик постојат придавки кои во машки род имаат две форми во зависност од тоа дали се употребуваат пред согласки или пред самогласки и немо аш. Да видиме кои се тие придавки. Ја гледаме првата придавка Бо, втората форма е бел. Оваа придавка ви е добро позната и знаете дека значи убав. Vieux, vieille, стар. Nouveau, nouvelle, исто така добро позната придавка, нов. И последната fou и folle. Ајде сега заедно да повториме. Кои се придавките кои што имаат две форми во машки род? Значи, beau, belle, vieux, vieille, nouveau, nouvelle, fou et folle. On va continuer. Кои се придавките кои се употребуваат пред согласки? Тоа се придавките beau, vieux, nouveau и fou. Овие придавки се употребуваат пред именки од машки род кои што започнуваат на согласка како во примерот. Quel beau garçon! C'est un vieux monsieur. C'est mon nouveau portable. Гледате, garçon, monsieur и portable се именки од машки род и сите започнуваат на согласка. Во множина, овие придавки изгледаат вака, значи гледате дека има X на крајот, освен фу, која што добива S за множина. Значи, ова е множинската форма за придавките beau, vieux, nouveau и fou, исто така и за другата варијанта, односно belle, vieille, nouvelle et folle. Кои се придавките кои се употребуваат пред самогласка и немо аш? Тоа се придавките belle, vieille, nouvelle и folle. Овие придавки се употребуваат пред именки од машки род кои започнуваат на самогласка или немо аш како во примерот. J'habite un bel appartement dans le centre de la ville. C'est mon nouvel ami. Значи, апартман, ами започнуваат на самогласка. Женски род кај овие придавки. Знаете дека женски род кај придавките најчесто се образува на тој начин што се додава на крајот на машки род, но постојат и неправилни форми на женски род. J'adore cette belle photo. C'est une vieille femme qui habite seule. J'adore ta nouvelle voiture. Elle est folle, mais non, elle n'aime que se reposer. Значи имаме belle, vieille, nouvelle, folle. Ова се придавките во женски род. Ја обожавам оваа убава фотографија. Ова е стара госпоѓа која што живее сама. Ја обожавам твојата нова кола. Дали таа е луда? Не, таа само сака да се одмори. Множина од придавките во женски род е вака, значи belle, vieille, nouvelle, folle со S на крајот.
Сега една кратка вежба за вас. Употребете ја правилната форма на придавката. Имате по два понудени одговора. Ан est une fille, имаме belle и beau. Наблюдуваме. Une fille, значи се работи за женски род. Тогаш точниот одговор е belle. Ан est une belle fille. C'est mon appartement vieux, vieille. Прво гледаме mon appartement, завршува на наставката man, значи се работи за именка од машки род. Започнува на самогласка, значи пред неа ќе се употреби vieille. И последниот пример, j'adore ma maison, nouveau и nouvelle се понудените одговори. Ma maison, значи се работи за женски род и точниот одговор е nouvelle. J'adore ma nouvelle maison. Сега на овој понуден линк имате страна на која што се наоѓаат поголем број на вежби со придавки со две форми. Можете да ја разгледате страната и да ги решите вежбите кои што се наоѓаат таму. Што ќе ви биде за домашна работа? Напишете неколку примери и обидете се да нацртате нешто што ќе асоцира на тие реченици. Што значи тоа? Треба да напишете две или три реченици во кои што ќе употребите правилно некоја од придавките со две форми. Може и за машки род, може и за женски род. Јас ви дадов пример со две реченици. C'est mon nouvel ami, значи имаме ами, започнува на самогласка, ја употребив придавката nouvelle и еве цртеш како би изгледала оваа реченица. Quelle belle fille, имаме множина, женски род, belle, колку убави девојки и ваква слика. Вие можете нешто едноставно да нацртате. Значи можете да нацртате ова е мојата нова куќа, ова е мојот нов другар, ја обожавам оваа убава фотографија и така натаму. Ова беше се од мене. C'est tout de ma part. À bientôt.